сакам да ви изразам едно топло добредојде на нашиот факултет, затоа што посебно ми причинува задоволство, бидејќи токму го одбравте нашиот факултет да студирате на студиските програми нутриционизам и другата студиска програма прехранбена технологија и биотехнологија. Да се студира на технолошко-технички факултет е навистина чест, е привилегија, меѓутоа и обврска. Да се биде дел од овој образовен тим, да сте дел од тимот на технолошко-технички факултет, покрај вашите права кои што имате, треба да ги исполнувате и вашите обврски. Обврски во регулирање на запишување на семестар, обврски во регулирање на пријавување на испити, навремено присуство на наставата, навремено доставување на вашите домашни задачи, семинарски, проектни и така натаму. Значи, се това е регулирано со статусот на факултетот и на универзитетот. Она што сакам да го напоменам во доменот на студиските програми кои што ги имаме, тоа се студиски програми кои што се изработени, изготвени според критериумите и стандардите кои што ги налага Европскиот пазар. Меѓутоа, овие студиски програми по кои што вие можете да студирате се адаптирани и прилагодени на пазарот на трудот кој што го бараме во ова време. Еден од битните сегменти кои што сакам да го напоменам е тоа дека вашата генерација или вие како студенти кои што се запишавте во академската 2023-2024 година, се потрудивме за да ја зголемиме вашата мотивираност да студирате или да сте ослободени поточно од партиципација. Меѓутоа, имаме еден предуслов за вториот семестар, значи вториот семестар по 8 јануар, дека повторно ќе бидат ослободени од партиципација оние студенти кои што ќе имаат 22 кредити. Ова 22 кредити го кажувам бидејќи во понатамошното студирање вие ќе видите дека имате задолжителни и изборни предмети кои што треба да ги полагате. И сега секој еден предмет си има одреден кредит. И вие, за да бидете ослободени од партиципација, како услов за вториот семестар е да имате 22 кредити. И тој ќе ви биде олеснување во понатамошното студирање за тој летен семестар да бидете ослободени и од другата партиципација. Како продекан за настава, би сакала малку и да проговориме за како ќе се одвива понатамошниот тек на наставата. Веќе на самата страна на факултетот е поставен распоредот за вашите предавања, за кој ден како да ги посетувате предметите кои што треба да ги слушате. За сите промени, за сите информации, за сите известувања, би ве замолила почесто да ја следите, да ја пратите страната, бидејќи сите информации ги поставуваме токму на страната на факултетот.